Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за еден од моите омилени писатели и за еден од моите омилени романи. Писателот е Андреј Платонов, а романот е едно од неговите најпознати дела, романот Откоп. За Платонов воопшто не е лесно да се зборува, затоа што неговиот стил е необичен, уникатен, особено во тие неколку негови најпознати дела, меѓу кои спаѓа Откоп. За Откоп исто така не е лесно да се зборува и да се опише тој роман, делумно и поради јазикот, затоа што Платонов експериментира со јазикот во овој роман. Меѓутоа, премногу го сакам Платонов и премногу ми е драг овој роман Откоп, за да тоа ме спречи да го снимам ова видео и да кажам неколку збора за него. Ќе биде видео во стилот на видео за Тургенев, во кое што ќе кажам неколку збора за Платонов, за контекстот во кој што тој живее и твори, и подоцна ќе зборувам малку за Откоп, затоа што тоа ќе ни помогне да го разбереме и самиот роман и оно што сака Платонов да го пренесе преку овој роман. Значи, според Јосиф Бродски, ќе го цитирам, Платонов е дарот со кој провидението ја дарувало руската проза во минатиот век, модернистички стандард со кој се мерат другите писатели и во таа смисла руски еквивалент на Бекет, додека Славој Жижек ќе каже: признавам само тројца писатели во 20 век, тоа се Кавка, Бекет и Платонов. Андреј Платонов, како што претпоставивте од името, е руски писател, живее во периодот меѓу 1899 година, тогаш е роден и умира во 1952 година после Втората светска војна. Значи, слободно можеме да го наречеме советски писател, затоа што поголемиот дел од животот живее во Советскиот сојуз и твори во тоа време на Советскиот сојуз. Роден е во близина на Воронеж, расте во работничко семејство, татко му работел во железницата, мислам дека и бил инженер, и самиот Платонов го интересира технологијата, го интересира механиката, и самиот на 13 годишна возраст почнува да работи, а подоцна студира електротехнолошки факултет или училиште во тоа време. Во 1918 година почнува да објавува песни, раскази, есеи, некои статии и критики на разни теми, а во 1921 година ќе се ожени за неговата сопруга Марија, со која што има 2 деца. И сега, за разлика од повеќето писатели во тоа време, Платонов активно учествувал во процесот на таа социјалистичка конструкција, нели? Работејќи во доцните 20 години како инженер и учествувал, го праќа на разни места во Русија, учествувал во електрификацијата на селата во тоа време, исто така работел и на изградбата на одредени брани, значи бил инженер и учествувал директно во таа советска, нели, како социјалистичка конструкција, така наречена. И дури подоцна се одлучува да стане онака баш полновремено писател и да се пресели во Москва и таму да си ја проба среќата и да се обиде да живее од пишувањето, затоа што постоја дури кога работел како инженер, тој постојано ја имал, кај него била таа желба да биде писател. Некаде во 1927-28 година Максим Горки, кој што во тоа време е прилично влијателна фигура, го препорачува неговите писма Платонов како еден од најнадежните млади советски писатели. Меѓутоа, веројатно неговите искуства од прва рака почнале кај некои луѓе да предизвикуваат противење, откако забележале кај него одредено разочарување во советскиот нов свет. И како што рекол некој од неговите критичари, од некој што произлегува од пролетаријатот се очекува повеќе отколку од член на интелигенцијата, пораснат во буржоаско милје. Во еден од неговите писма Платонов вели: моето патување во регионот беше тешко, мошне тешко, животот е потежок отколку што може да се замисли. Талкајќи низ тие зафрлени места, видов толку ужасни работи што ми беше тешко да поверувам дека таму некаде постои Москва, уметноста, прозата. Во периодот меѓу 1926 година и 30 година ги пишува двете од неговите највлијателни дела и најважни дела, тоа се романите Чевенгур и Откоп. Меѓутоа, интересно е што овие дела никогаш нема да бидат објавени, никогаш додека е Платонов жив,
А всушност и Откоп, овој роман е објавен во Советскиот сојуз дури во 1987 година, многу 3,5 децении по неговата смрт. Почнале да забележуваат одредено разочарување кај него критичарите, нели луѓето од власта, и паднал во немилост и едноставно неколку години ништо негово не било објавено, бил цензуриран и иако тој самиот молел и барал да биде дел од тие да учествува во културата на тие 5-годишни планови или така наречени петолетки, во кои што се проектирале одредени планови за тоа за развој во секакви области во Советскиот сојуз во тоа време. Барал да биде дел од тоа, меѓутоа не му било дозволено и сега има цела една тука дилема како воопшто Андреј Платонов останува жив и како Сталин го поштедува неговиот живот, тоа е мистерија. Има неколку теории за тоа, меѓутоа нема сега во ова видео да зборувам за тоа. Има еден одличен роман, биографија одлична што ја читав неодамна за Платонов и тука има некои насоки за тоа зошто можеби Сталин го поштедува, меѓутоа ќе ви кажам подоцна на кој начин Сталин ќе се претпоставува дека ќе успее да го повреди и да го удри Платонов таму каде што највеќе го боли. После некое време, после пауза од неколку години, во 1934 година ќе му биде објавен расказот Такар и тука на некој начин се реафирмира, нели го рехабилитира, не знам дали тоа би можело да е вистинскиот израз, меѓутоа веќе тука го нема она кај него, се менува стилот, ја нема сатирата, го нема гротескното, го нема надреалното и како да и во неговото творештво како да постојат, мислам, преку неговото творештво може да забележиме како да постојат два автори под името Андреј Платонов. Што сакам да кажам, дела кои што се во можеби има кај се осеќа во тие дела некакво разочарување од системот, меѓутоа може да поминат и поминале и се така покоректни, политички коректни дела, меѓутоа делата како Чевенгур или Девствено море или Откоп никогаш не биле објавени. Сигурно не критиката, туку тајните служби ги имале на увид тие книги, меѓутоа едноставно не ги објавиле, биле забранети, меѓутоа како и според и покри таа критика Платонов успева да остане жив, тоа е мистерија. Како што кажав, значи постои еден Платонов кој е политички коректен, а од друга страна има еден Платонов кој што е субверзивен и кај кого има разочараност и тоа е изразено во делата и тоа е во постојана тензија и тоа е еден од најинтересните аспекти на неговиот живот и на неговата личност и ќе видите подоцна ќе кажам нешто повеќе во однос на тоа, меѓутоа тоа го прави делумно уникатен писател, уште на самиот старт да кажам, затоа што дури и неговата критика на системот е целосно искрена критика, затоа што Платонов до крајот на животот се смета за дел, се смета за социјалист, се смета за дел од системот и таа негова критика е искрено за доброто на системот, иако од денешна перспектива тоа тешко ни е да го сфатиме, затоа што обично ги делиме на писателите некои што биле, нели, се обидуваат да бидат субверзивни и се против системот и многу во тоа време и завршиле со смрт или испратени биле во логори, меѓутоа кај Платонов тоа било и тоа може да се тврди дека искрено верувал во подобрување на системот преку неговата критика, меѓутоа тоа секако не можело да помине и да биде објавено. На македонски од Андреј Платонов има неколку дела, го има ова постаро издание, Џан и други раскази, ова од 72 година, Нова Македонија издание. Тука Џан е една новела, еден краток роман и освен тој последниот во оваа збирка има уште неколку подолги раскази. Ова е одлична збирка од дела кои што не биле забранети во тоа време и биле издадени за време на неговиот живот. Девствено море од Темплум, ова е поново издание, превод од Павел Попов. Ова е исто така одлично дело на Платонов. И го имаме Откоп, романот за кој што ќе зборувам.
Ова е издание на, не знам чиво е ова издание, на Арс Ламина и преводот е од Костадин Голаков. Значи, ова е тој роман кој што е краток, меѓутоа воопшто не е можно да се чита на брзина. Кога веќе зборуваме за контекстот во кој што живее и твори Платонов, ќе кажем уште неколку збора, а тоа е дека 20-тите години од минатиот век, значи веднаш по Втората светска војна и по Октомвриската револуција, се години во кои што Платонов почнува да пишува и се обидува да објавува, како што кажав, и да живее од пишувањето и да се грижи за семејството. Меѓутоа, иако може да се земат тие 20 години како малку потолерантни, значи имало релативно толерантен третман на литературата од страна на партијата, меѓутоа тоа не значило дека тоа е мирна деценија за писателите, уредниците или издавачите во тоа време. Тоа било време на релативно креативна слобода, но и време на политички тензии и фракционерство. Значи, ако Платонов е советски писател во смисла на тоа дека неговите дела произлегуваат од промените поттикнати од Октомвриската револуција во 1917 година, Откоп е одговор на специфичен момент во советската историја. Значи, момент кој што доаѓа малку подоцна, а тоа е еден момент кога се преминува од ленинизам во сталинизам, некаде во 1928 година, со тоа што Јозеф Сталин ја консолидира неговата контрола врз партијата. Во времето на Ленин имало повеќе, барем во партијата имало повеќе моќни фигури кои имале глас во донесување на политиките на Централниот комитет. А Откоп и Чевенгур се напишани конкретно за време на првата петолетка, за време на првиот петогодишен план во Советскиот сојуз во тоа време. Платонов уште неколку збора за него, иако бил пријател со многумина од тогашните писатели, тој не ги уживал привилегиите кои што ги уживале други писатели. Например, како Шолохов или Горки, и Платонов до крај останува да живее во сиромаштија. Сега, што преска спомнав нешто што се смета дека можно е Сталин да го наредил тоа лично, а неговиот син Платон на 15 годишна возраст го собираат од улица и го праќаат во логор, како под експресно е осуден како соработник со странски служби, со многу големи стресови, залагања, значи молби го враќаат по 2 години, меѓутоа здравјето му е уништено, тој е уништен млад човек, заболен од туберкулоза. Платонов ќе го лекува, ќе се грижи за него, меѓутоа и самиот ќе се заболи од туберкулоза, Платон умира, а 52 година Платонов исто така умира од туберкулоза. И еден од неговите пријатели, голем писател кој што тој го почитувал и останал близок со него до крајот е Василий Гросман. Сега, ако останавте со мене до сега, да кажем неколку збора за Откоп, за овој роман кој што го читав, го имам читано 3 пати. Ретко ми се случува да читам роман 3 или повеќе пати. Ова еден од тие романи е овој. Роман напишан во 1925 година, меѓутоа објавен дури во 1987 година. Вака почнува романот со овие зборови. На денот на 30 годишнината од личниот живот на Вошчев, му дадоа отказ од малиот машински завод каде што тој заработуваше за своето суштествување. Во отказниот документ му напишаа дека се отстранува од производството поради пораст на слабосилност во него и поради замисленост среде општото темпо на трудот. Уште од самиот старт, уште од самиот почеток може да си помислите што воопшто е ова, мислам што му е поентава на Платонов со јазиков. Меѓутоа јазикот е многу важен за Платонов, затоа што се користи со јазикот на развојот, јазикот на технологијата, јазикот на социјалистичката конструкција од тоа време и користи такви термини и затоа на моменти може тоа да изгледа сигурно и тешко за преведување, јас не зборувам руски, и затоа прави малку да е тешко да се следи овој роман, меѓутоа кога ќе се навикнете на тоа, подоцна оди полесно романот и со овие зборови почнува романот и гледаме дека Вошчев е еден човек на 30 годишна возраст кога го отпуштаат од работа,
Едноставно затоа што се замислувал за време, затоа што нема веќе толку сила во тој општ труд и се замислува за време на работа, се почнува да се замислува и да размислува за смислата на животот, а тоа е проблем. Го отпуштаат од работа и тој оди ноќта ја поминува под отворено небо, ноќе легнува во едно место, меѓутоа ќе свати дека тоа е еден голем откоп, всушност дупка во која што се откоп, ако не ви е јасно што значи, тоа е една дупка во која што се копаат, се спремаат темели за да се изгради една огромна зграда, општо пролетерски дом во кој што ќе се згрижи целиот пролетаријат и среќно ќе живее. И тука се среќава со некои работници кои што се работат на тој проект и меѓу другите се еден човек Сафронов, има еден човек Чиклин, слика и прилика на еден работник со бескрајна сила, жилав човек кој што е предаден на таа изградба на социјализмот и на тој општо пролетерски дом. Има неколку ликови тука, Козлов, еден човек кој што е сомнителен лик, кој што подоцна ќе ги напушти, ќе сака да влезе во тие бирократско-административни кругови и да се шета наоколу, да дели наредби. Има еден инженер кој ја надгледува целата работа, Прошевски, кој што исто така е постојано во некоја меланхолија, па си поставува прашања, па која е смислата на животот, па и такви некои длабоки сериозни прашања. Исто тука има еден, сега ви кажам само на кои ликови ги има еден тип Жачев кој што е без нозе и се тркала наоколу во неговата количка, меѓутоа затоа што ги изгубил за време на војната неговите нозе и сега сите што му се буржоазија, сите што се што не се пролетери, му сметаат и оди од куќа до куќа, им се заканува дека ќе ги пријави, дека мора да му дадат храна, целиот таков лют оди наоколу, ги удира луѓето. И тоа се едни луѓе кои што живеат на многу базичен живот, посветен живот, физичка работа и воопшто ќе им се приклучи на овие луѓе за да по некое време дојде им се приклучи, најдат всушност едно сираче, едно мало девојче по име Настја и ќе го земат, ќе го згрижат тоа девојче и тоа девојче е за нив символот или сликата всушност на идните генерации. Всушност тоа е исполнување на тој сон и тие се велат дека не е важно што не сме важни ние, дали ќе преживееме туку, ние треба да го изградиме овој дом за иднината на овие деца и така натаму. И тоа девојче е прикажано. Всушност тоа девојче е слика за Советскиот сојуз и целиот социјализам, тој проект на социјализмот. Во вториот дел на Откоп, иако романот не е поделен на делови, действието се одвива во еден колхоз, а колхоз е всушност на селско стопанство. Тоа е на селска работна задруга во Советскиот сојуз. И сега еден дел од овие луѓе се испратени таму под водството на еден човек по име Активистот, испратен од партијата да одат да извршат декулакизација и да учествуваат во процесот на колективизација, нели? И во кулаци всушност се имотни селани кои што имаат имот или стока или во некои случаи имаат луѓе кои што им работат на нивниот имот, значи не се најсиромашни обични селани, туку се малку поимотни селани. И треба овие селани да се откријат, да се направи, да им се одземе земјиштето и тука веќе романот станува фантастичен, станува гротескен и Платонов е неверојатен, се гледа неговото неверојатна мајсторија и романот станува вистинско лудило. За мене барем многу ми се допаѓа. Водени од тој активист, тие одат од куќа до куќа и ги вадат тие за кои што сметаат дека се кулаци, ги вадат надвор и ги собираат на едно место. И што треба да им направат? Треба да направат, да исечат дрва, да направат сплавови, да ги качат на сплавови и да ги испратат по реката, да завршат тие кулаци некаде во морето, да се ослободат од нив и да почне на нова иднина во која што нема да има кулаци, пролетаријатот ќе владе и така натаму и фокусот се трга од изградбата на таа зграда кон овој процес на декулакизација. Меѓутоа во начинот на кој што Платонов го опишува од тоа одење од куќа на куќа, тоа вадење на тие селани, како
како селаните всушност во некои очи почнуваат да ги колат, да ги убиваат животните, па животните почнуваат да скапуваат, па додека вее снег, почнуваат да гледаат муви во снегот, дека има муви, а е сред зима. Од каде се сега тие муви? И сваќаат дека мувите произлегуваат од шталите во кои што умираат коњите, дека луѓето со солзи се проштеваат од своите крави, говеда, значи си коваат самите ковчедзи, си коваат и легнуваат во нив да умрат. Има гротескни, има неверојатни описи каде што човек доаѓаат и гледаат еден човек лежи во ковчег дома, жена му таму нешто прави, и гледаат овој човеков жив или не. Вика, дај да провериме дали е мртов, овој глуми дека е мртов, и они проверуваат и човекот отвора очи и вика, па дај, парафризирам, па дај, изгледа сум жив, еве сега, и пробува да не диши човекот за да умре, едноставно да самиот се им помогне во работата. Значи има страшно гротескни ситуации, има ситуација во која што група коњи одат се колективизираат и одат го собираат сеното и го носат на едно купче, колективно купче во колхозот, и се свесни, дури коњите се освестени, и врвот на лудилото доаѓа кога има еден ковач и тој има помошник мечка. Мислам, ова не се измислени работи, меѓутоа таа мечка работи таму, кова, и ќе зема таа мечка, и таа мечка оди на чело на овие луѓе и оди ги намирисува кулаците од куќа до куќа и ги вади од таму и ги ставаат со солзи на тие сплавови и ги испраќаат да завршат некаде во морето. Ма историјата на Платонов тука е што има една трагикомичност во сето тоа, има една комичност и не знаете дали се смеете на целата ситуација и на моменти на вистина јас ме тераше на глас да се смеам или да се чувствувате со тие ликови и да плачете што се вели, и едноставно меѓутоа има едно преувеличување, има лудило, меѓутоа потребен е тој елемент на лудило и на надреалното, затоа што и самиот сталинизам и самиот систем во тоа време бил брутален и до тој степен што едноставно не правел смисла и речиси како да одел над рационалното, и потребен веројатно бил некој откачен луд како Платонов за да го долови тоа во еден роман. И според мене некои од темите, и ќе привршам тука со кој што се занимава Платонов, се нели многу е присутно тој меѓупростор, нели социјализм, меѓупросторот во кој што од социјализма се стремиме кон некое идеално општество или нели кон тој комунизам, и како овие сите овие луѓе гледаат кон некаква иднина и ова девојче име, нели водилка име за тоа и работат за тоа дете, за тие идни генерации, за остварување на тој сон, на тој идеал, меѓутоа сваќаат од друга страна дека се распаѓа околу нив и тука постојано го има во сето тоа и во целиот тој јазик на материјата, на технологијата, на напредокот, сепак остануваат тие прашања за смислата на животот, кои што ги јадат и Вошчев, одвнатре го јадат и Прушевски, и каде што едноставно овие луѓе им велат дека не треба да се занимаваат со мислите, туку треба да се занимаваат со материјата, и нели тие од материјата прават нешто кое што ќе донесе среќа и така натаму. Постојано таа тензија и нели тоа исчекување дека сега е ова меѓупростор во кој што се оди кон исполнување на некаква иднина. Веројатно нешто најмногу ме восхитува кај Платонов е токму како успева да како инсайдер, како некој што верува во тој напредок, како некој што верува во таа визија за исполнување на тој комунизам, го критикува, меѓутоа го критикува на многу уникатен начин, и тоа прави да таа трагикомичност, тоа прикажување на овие ликови да прави да сочувствувате со нив, да ви бидат тажни ликови, од друга страна да сето тоа изгледа комично. Значи, ова беше едно веројатно долго видео, не знам колку на крај ќе излезе ова видео. Андреј Платонов е писател кој што многу го сакам и кој откоп е едно тешко дело за читање, меѓутоа
кој што ви го препорачувам од се срце и мислам дека ќе, дури да не ви се допадне целосно, ќе ви отвори нови перспективи да видите за еден уникатен начин на пишување и видување, гледање на состојбите во тоа време, во животот на Платонов и за време на Советскиот сојуз. Значи, очекувајте уште добри видеа, следуваат, имам материјал кој што се собираше и допрва ќе го процесирам и ќе го ставам во облик на видео. Стиснете subscribe на овој канал, може да ме најдете и на Facebook и на Instagram, тамо да ме заследите, споделете ги овие видеа, зборувајте за добри книги, читајте добри книги и се гледаме со наредното видео. Чао!